Денес би сакал да не одземам многу време, само да ја довршам Павловата проповед во Атина, во дела 17 глава, каде што застанав на 8 септември. Бидејќи во тој говор апостол Павле споменува најмалку две работи кои што се корисни за нашата подготовка за светата причест. Ќе отвориме повторно во дела 17 глава. Ја застанав кај 23 стих. Неговите воведни зборови за непознатиот Бог, а сега ги прочитаме 24 до 34 стих, значи до крајот на главата. Само да подсетам што беше основната слабост или недостиг на Павловата проповед во Атина. Што беше тука основниот проблем? И зашто Павле тука немал голем успех. Иако некои души, како ќе прочитаме во последниот 34 стиха, некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа, па се споменуваат по име Дионисе и Ареопагит и една жена по име Дамара и други со нив. Имало некои души, некои атињани кои што го прифателе Евангелието. Сепак Павле тука немал голем успех за разлика од Коринт, блудниот град, каде што имал многу поголем успех. Основната слабост на Павловата проповед во Атина е, како што реков, тогаш им пристапил на слушателите со човечка тактика, по човечка логика, по човечки памет. И го изоставил словото за крстот. Го изоставил она што беше најсоблазнително за слушателите, посебно за грците, за кои што самиот Павле пишува. За нив словото за крстот е што? За евреите е соблазан, а за грците словото за крстот е лудост. Лудост, значи, ќе те направат будала. Дали некојаш сте биле во ситуација да се двоумите дали да кажете нешто некаде, од страв дека ќе ве сметаат за мрднати, забегани, со умот или луда, или луда, полуде, например. Не знам дали Павле го имал тој проблем, меѓутоа, очигледно не, меѓутоа, сепак сакал на луѓето што биле пообразовани, можеби по филозофски настроени, да им пристапи и тој филозофски. Но го изоставил словото за крстот, а тоа беше најбитното. Бидејќи Христос и тоа распнатиот. Во тоа е силата на Евангелието, силата на спасението. Силата на оправданието со вера, зашто зборуваше и Паул. Силата на крстот. Сепак да довршиме неговата проповед. Во 24 стих Павле вели: Бог кој го создаде светов и се што е во него. Значи, го споменува создавањето. Кој е тој непознатиот Бог на кој што атињаните му посветиле и нему кип и олтар. Некој што го создал светот. Тој
кој е Господ на небото и на земјата, не живее во ракотворени храмови. И ние се подсетуваме денес дека вистинското Божјо живеалиште е неговото небесно светилиште. Дори не Соломоновиот храм на земјата во најголемата своја слава бил само ракотворено живеалиште кое што не го собира цел Господ, со се неговиот дух кој што е насекаде присутен до бесконечност. Но неговото светилиште на небесата, вистинското светилиште, е таму каде што сега се открива славата на Отецот. Па сепак, Господ ни таму не го собира, а уште помалку во земските ракотворени храмови. 25 стих. Ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, што сам на сите им дава живот, здив и се. Со други зборови, Господ нема потреба, никаква потреба од нас. И како што велат често некои, на Бога не му требаат пари. Господ кога бара пари, десетоци и дарови, не ги бара за Него. Не можеме на Господа ништо да му дадеме, што тој претходно не ни дал нам. Не можеме да му дадеме ништо што е наше, изворно наше, што немало врска со Него претходно. И на таа вистина апостол Павле ги подсетил атињаните. Ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, но сам на сите им дава живот, здив и се. И доаѓаме повторно до генетиката. Чи не фамилија, како што спомена брат Зоран, од едно влакно, туку од едно влакно денес се прават анализи за тоа од кого потекнувате, може да се открие. Какво генетско потекло имате, од кои древни народи, од кој син Ноев, или внук или правнук, може би, и така натаму. Павле вели, од една крв го создаде сиот род човечки. Много интересно, се разбира, од Адамовата крв. За да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времења и граници на нивните живеалишта. Господ однапред определил народите кога, во кое време и на која територија, во какви граници ќе живеат. Замислите, до кога му е определено сега на овој народ тука да постои и да живее. Ќе видиме од утре натаму. Но Господ тоа го определил. И понатаму вели, за да го бараат Господа, која е целта што Господ ги утврдил овие граници? Која е целта што Господ благословил да постојат? Што дал милост да постојат сите народи? Зошто, со други зборови, зошто постојат сите народи? За да го бараат Господа, значи, целта на народот треба да свати дека целта му е Христос. Смислата на животот. Ако македонскиот народ, например, тоа не го свати, ќе стане и тој една заборавена историја. Народите не постојат сами за себе, заради себе, туку постојат заради Господа. Значи, без Господа нема ништо. Ни држави, ни народи немаат смисла да постојат. Затоа, кога некои народи похулиле на неговата милост, Господ определил повеќе да не постојат, да бидат истребени од земјите и местата каде што живееле. И денес тие народи не постојат.
Слава на Бога што постои македонскиот народ. И сите негови соседи, например, и сите подалечни народи. Но, каде ќе ни биде крајот? Дали го бараме Господа? Дали ни е важна неговата вистина или минливи, распадливи нешта, безвредни нешта, кои што се често предмет на расправа по медиумите и во политиката особено. За да го бараат Господа, да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого меѓу нас, зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме, како што рекли некои од вашите стихотворци, негов род сме. И така, човек цитат од еден антички поет, кој што им бил добро познат на атињаните, што значи дека апостол Павле бил добро запознан со старогрчката литература, уште во Тарс, веројатно. И така, бидејќи сме род Божји, не треба да мислиме, а за жал денес мнозина се уште така мислат. И тука во Македонија, и во Грција, и во Србија. Дека божеството прилега на злато или сребро или камена творба што излегла од човечки ум и измислица. Бог пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редом им заповеда на сите луѓе да се покајат и по вистината за создавањето и неговата нематеријалност, втората важна вистина, која што е посебно интересна за адвентниот народ, зашто определи ден. Апостол Павле првпат на ова место кажува: определи ден кога праведно ќе му суди на светот, прегу одредениот од него човек, откако ги увери сите со неговото воскресение од мртвите. Кој е тој ден? Господ определил однапред ден на судот, кога праведно ќе му суди на светот преку одредениот од него човек, откако ги увери сите со неговото воскресение од мртвите. За жал, дотука траела Павловата проповед во Атина. Знаете зашто? И оваа проповед била прекината. Не била завршена. Затоа што понатаму читаме, кога чуја атињаните за воскресението од мртвите, едни се насмеја. И сега споредете го нашиот денешен комуњарлук од 21. век со атињаните од првиот век. Има ли разлика? Кога некој кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмеја. А други рекоа: друг пат сакаме да послушаме за тоа. Значи, дојди друг пат, за денес доста. И тогаш Павле си отиде од нив. Да се сетиме дека на почеток го нарекоа празнословец. И оваа проповед ја кажал само затоа што му дале шанса, онака демократски, да го каже тоа што имал, да го каже тоа што го мислел, но се разбира како и во денешен парламент, така и на тогашниот Ареов паг или Марсов рид, времето за говор е ограничено и кога дошол до воскресението, бил прекинат со подбивот и смејата на едни, а другите му рекле: друг пат, до тука беше за денес. Значи, времето за говор во Атинскиот парламент истече. И тогаш Павле си отиде од нив, и како што рековме предходно, последниот стих вели: а некои луѓе се присоединија кон него
и поверуваа. Меѓу нив беше Дионисий Ареопагит и една жена по име Дамара и други со нив. Браќа и сестри, Божиот суд не знаеме која ќе биде. За нас лично имаме причина да веруваме дека се уште постои милост. Дека нашата лична судбина не е се уште запечатена. Дека нашето име се уште не поминало на Божиот суд. Или може би поминало, дали знаеме кога ќе помине, или кога ќе дојде. И дали знаеме. Како што не знаеме кога ќе дојде Господ. Како што не знаеме кога ќе дојде смртта за било кој од нас. Како што не, и на било каков начин. Како што не знаеме кога ќе заврши времето на милоста за целиот свет. Иако нашето поединечно може да заврши многу порано од тогаш. Не знаеме. И било кога во минатото христијаните не знаеле. Но секогаш биле подсетувани на тоа. Секој пат кога требало да пристапат на Господовата трпеза. Секогаш кога требало да пристапат кон светата причест, тие на некој начин доживувале еден предвкус на Божиот суд. И затоа апостол Павле им напишал на коринтијаните подоцна дека јадејки го овој леп и пиејки од оваа чаша, што правиме? Ја навестуваме смртта на Господа, значи крстот повторно, главната тема, без која не може, додека не дојде. Со други зборови, и светата причест е завртена кон иднината, кон второто Христово доаѓање. Бидејќи да се сетиме малку од една ланска тема, Христос рече, многу сакав да ја јадам оваа Пасха заедно со вас, и потоа на самата трпеза им рекол, повеќе нема да ја јадам и нема да пијам од овој лозов плод до кога? Се додека повторно не ја јадам и повторно не пијам заедно со вас во царството на мојот Отец. И под оваа Пасха, рековме, ако да ве подсетам само, Христос не мислеше на еврејската Пасха, туку на новата Пасха, бидејќи во царството на неговиот Отец нема да се коли јагне и да се лее крв. Но Господ ќе не причести со неговото тело и неговата крв повторно. Каков леп ќе биде тоа? Какво вино ќе биде тоа? Дај Боже да видите и да вкусите. Не само да видите. Сега, некој од вас само ќе го видат лебот. Или виното. Верувам повеќето од вас ќе го вкусиме сето тоа. Но, секогаш да запаметиме, како што тоа било случај уште од раното христијанство, уште од апостолската црква. Секоја света причест не подсетува на Божиот суд. Зошто? Бидејќи пред секоја причест се прашуваме и без да сакаме, дали сме спремни. Дали сме спремни, дали сме достојни да земеме удел од ова вино, од овој леп. Дали сме помирени со Бога и со ближните? Од одговорот на тоа прашање зависи дали сме спремни ако Господ дојде, ако сега настапи часот на нашиот суд, поединечно, ако заврши нашето време на милоста, или ако не затекне
ненадејна смрт. Дали сме спремни? Нека му е фала и слава на Господа. Амин.